Добро дојдовте во уште едно ново издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека денеска е промовирана првата верзија на софтверот за синтеза на говор на македонски јазик. Софтверот генерира аудио говор од електронски содржини и е наменет за слепите лица. Следуваат насловите од денешните настани. Промовирана новата услуга ЕК Шалтер во општина Илинден. Работилница на тема Мојот омилен спорт во соработка со СОС Детско село и Основното училиште Ацо Шопов. Кандидатите за градоначалници на скопските општини продолжуваат со промовирање на изборните програми. Од денеска граѓаните на општина Илинден имаат можност имотен лист да вадат во општината наместо во катастерот. Ова го возможува новата услуга ЕК Шалтер, која денеска беше промовирана во општината. Целта на воведувањето на шалтерот за електронски катастар е подобрување на јавните услуги за граѓаните. Денеска општина Илинден во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности ја промовираше новата услуга ЕК Шалтер. Услугата овозможува издавање на имотен лист, лист за предбележување на градба, евидентен лист, подписен лист со незапишани права и лист за времени објекти. Агенцијата досега има склучено околу 140 договори, а општината Илинден е прва општина во Република Македонија која склучи договор со Агенцијата за катастар на недвижности, со кој се воведува шалтер за електронски катастар. Ова е прва општина со која што е склучен договор и практично го применуваме веќе од денеска натака, практично го применуваме ЕК Шалтерот. Генерално до сега имаме склучено 140 договори, претежно тоа се нотари, геодетски фирми и имаме издадено преку 4300 имотни листови. Значи 4300 граѓани не дошле во катастарот, туку имотните листови ги извадиле во местото каде што живеат, најблиското место каде што живеат. Целта за воведувањето на шалтерот за електронски катастар е подобрување на јавните услуги за граѓаните, квалитетен и побрз пристап до бараните услуги. Во соработка со Агенцијата за катастар и недвижности, општина Илинден воведува нова услуга ЕК Шалтер во делот на издавање на имотни листи и други акти во делот на катастарот за потребите на граѓаните на општина Илинден, за потребите на општината, се со цел побрзо и поквалитетно давање на општински услуги кон граѓаните. Со воведувањето ЕК Шалтер, граѓаните нема да патуваат до катастарот за да извадат имотни листови, туку тоа ќе може да го остварат во самата општина. На сите граѓани на општина Илинден ги препорачувам од денеска кој има потреба да вади имотен лист, слободно нека дојде во општина Илинден, да се појави на шалтерот, имотен лист му доаѓа во раце. Агенцијата за катастар на недвижности во иднина ќе потпише договори со останатите општини во градот. Имаме потпишано договори со градот Скопје, а во постапка на склучување на договори сме со сите скопски општини. Очекуваме во наредниот период сите скопски општини да ја воведат ова услуга ЕК Шалтер. Аеродромот Александар Велики во Скопје доби наградата за најдобар аеродром во Европа во категоријата до 2 милиони патници годишно, што ја доделува Меѓународниот аеродромски совет за 2012 година. Признанието се доделува врз основа на одговори на патниците во формуларите за испитување на квалитетот за аеродромските услуги. Главниот оперативен директор на холдингот ТАФ Аеродроми, Мурат Орнекол, денеска на прес-конференција истакна дека нивната компанија е почестена од ова престижна награда за Скопскиот аеродром, кој што беше одново изграден и почна да дава услуги за многу кратко време, што се заснова на нивното знаење и искуство. Меѓународниот аеродромски совет ја додели наградата на Александар Велики во конкуренција од 275 аеродроми. Следна цел за годинава според Орнекол е бројот на патници преку Скопскиот аеродром Александар Велики да достигне милион. На крајот на минатата година преку аеродромите во Скопје се превезени 906.871 патник. Во СОС Детското село денеска се одржа работилница на тема Мојот омилен спорт, каде децата од детското село и децата од Основното училиште Ацо Шопов од населбата Радишани преку цртежи го искажаа својот омилен спорт. Ова работилница е во заедничка соработка на СОС Детското село и Основното училиште Ацо Шопов, која ќе трае во текот на целата оваа 2013 година, каде секој месец ќе се направи по една посета во 12 семејства на оба установа. Томислав Атанасовски. Децата од Основното училиште Ацо Шопов од општина Бутел, населба Радишани и децата од СОС Детското село денеска одржаа работилница на тема Мојот омилен спорт.
каде децата преку цртежи го искажаа својот омилен спорт, се дружија и се запознаваа. Соработката помеѓу овие две образовни установи продолжува во текот на целата оваа 2013 година, каде во сите 12 месеци се одржуваат 12 посети во 12 семејства во СОС детското село. Оваа активност беше збогатена и со присуството на нашиот познат хуманист сликар Живко Поповски Цветин, кој се така е чест посетител на детското село и ги подарува своите слики со цвеќињата на мирот. Денеска во СОС детско село сакаме пред овие семејства дечиња овде во селото да им прикажеме нешто што значи дружба, а исто така децата ќе творат на тема спорт. Јас познато е цвеќето на мирот, за да им оставам на дечињата спомен од оваа средба. Инаку, оваа средба со основното училиште Ацо Шопов ќе биде континуирана во текот на целата година. Ние сакаме најмалку еднаш месечно да доаѓаме тука, да се дружиме со децата, да нешто оставиме за спомен на овие семејства, а исто така и децата преку, така да речам, воспитниот и образовниот систем да се дружат со децата и да им помагаат на своите другарчиња овде кои се речиси со иста нивна возраст. Јас пак континуирано, еве 10 на 15 години, доаѓам во СОС детско село и ги оставам моите цвеќиња на мирот за поубав, да речам, живот на децава, а и секогаш им посакувам среќа, љубов и да станат навистина еден значаен дел во нашето општество. Работката со основното училиште Ацо Шопов започна уште од минатата година. Ова година ќе трае низ целата 2013 година, континуирано секој месец. Овој пат во посета ни се дечиња од трето оделение од основното училиште Ацо Шопов, заедно со нивната оделенска наставничка и професорката по физичко образование. Работилница на тема Мојот омилен спорт, после која работилница децата заедно ќе заминат на нашето игралиште, каде што ќе другаруваат преку спорт. Освен активностите по ликовно образование, децата се дружија и преку спортските активности кои се одржаа на спортските терени на СОС детското село. Порталот daNaučime.mk започна со нов проект наречен Едукарта, кој е прв од ваков вид во Македонија, со кој студентите добиваат попусти до 30% за повеќе артикли. Се работи за прва картичка со попуст наменета за студенти, ученици и подучувачи, со која може да се остварат константни попусти и поволности на различни локации и различни дејности ширум Македонија, и зад која стои слоганот "Научи да купуваш паметно". Овој период се работи на собирање на фирми кои би можеле да придонесат на начин што би овозможеле попуст од 30% на својата дејност. Остварена е соработка со локали за јадење, ресторани, спортски центри, фитнес клубови, фризерски салони, центри за едукација и така натаму. Едукартата ќе почне да се употребува од 22 март. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Коце Тријановски и Коалицијата за подобра Македонија за град Скопје, заедно со кандидатот за градоначалник на општина Бутел Петре Латиновски, денеска го презентираа проектот за реконструкција на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, кој е дел од изборната програма за следниот мандат. А додека пак против кандидатот од СДСМ Јани Макрадули денеска најави рушење на зидот, односно зидот на тишината со кој живеат граѓаните со пречки во слухот и говорот. Андријана Димитриевска. Пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош и реконструкција и проширување на улицата Босна и Херцеговина е проект кој е дел од изборната програма на ВМРО-ДПМН, кој денеска го презентираа кандидатите за градоначалници на град Скопје и општина Бутел Коце Тријановски и Петре Латиновски, заедно со носителите на советничките листи за советниците на градот Скопје и општина Бутел Владо Поповски и Боби Бојчевски. Дали земјиштето на кое што е на трасата на овој булевар е вратено со денационализација и приватизирано или не, ќе зависи степенот на реализација на овој булевар.
Во програмата е предвидено градот Скопје да изработи техничка документација и од подвозникот ќе се поврзе сообраќајницата со заобиколницата. Во должина од 1750 метри е трасата која ќе се пробие новиот дел од булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Во програмата е предвидено изработка на проект за проширување и реконструкција на улицата Босна и Херцеговина, каде што со проширувањето ќе се добијат 4 сообраќајни ленти. Увањето на овие два булевара представуваат нешто што за наредните 50 години, кога ќе се реализират, да дојде до зголемување за 50% на населението на територијата на општина Бутел, ќе немаат никакви проблеми во однос на најважниот за мене фактор сообраќаен, а тоа е сообраќајот. А против кандидатот за град Скопје од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Јани Макрадули денеска промовира уште еден проект од својата изборна програма, а тоа е проектот за рушење на зидот на тишината. Тишината со која живеат граѓаните кои имаат пречки во слухот и говорот. Јас, Јани Макрадули, како градоначалник на Скопје, ќе гурнам и овај зид, зидот на тишината. За таа цел, во градот Скопје ќе се отвори центар за изучување на јазикот на лицата со оштетен говор и слух. Макрадули додаде дека инклузијата мора да биде спроведена во целост и рече, за да се реализира оваа идеја и во другите градови, упати апел и до другите градоначалници да ја спроведат и заеднички да ја постигнат оваа цел. Носителот на советничката листа на Демократската обнова на Македонија за град Скопје Денко Скаловски предлага зелени проекти за зелено Скопје. Воведување на закон за зеленило и изучување на предметот екологија во образованието се само дел од проектите кои Дом планира да ги спроведе на територијата на град Скопје. Демократската обнова на Македонија ги поддржува кандидатите за градоначалници од коалицијата за подобра Македонија, а своји советнички листи има во 7 скопски општини, односно во општините Центар, Киселавода, Ѓорче Петров, Аеродром Газибаба, Карпош и Бутел. Ивана Митковска. Носителот на советничката листа на Демократска обнова на Македонија за град Скопје Денко Скаловски денеска ги промовираше своите зелени проекти за зелено Скопје. Контрола на урбаната експанзија, воведување на функцијата градски архитект на Скопје, како и донесување на законот за зеленило се само дел од проектите што ги предвидува носителот на советничката листа за град Скопје од редовите на Дом. Освен тоа, Скаловски вети и донесување на кластер за зелен град Скопје, што значи функционално и пазарно поврзување на множеството компании и институции од областа на животната средина, обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност и транспорт, како и замена на сегашниот транспорт со поекономични и еколошки поодржливи превозни средства. Дел од зелените проекти за зелено Скопје се и намалување на емисиите на јаглерод за 20% до 2020 година и дислоцирање на старите депонии. Донесување на закон за зеленило, инициран од Дом во парламентот на Република Македонија, донесување зелен катастар заради евиденција и заштита на постојните зелени површини во Скопје, со категорички заложби за зголемување на зелените површини по глава на жител, дрвореди, паркови и слично, воведување на функцијата градски архитект на Скопје заради донесување урбанистички решенија по мерка на човекот, контрола на урбаната експанзија, посебно во централното градско подрачје, и строго почитување на генералниот урбанистички план и деталните урбанистички планови. За ваше добро, за доброто на нашите деца и за доброто на идните поколенија. Скаловски предвидува и задолжително еколошко образование во основните и средните училишта, заради поголема енергетска ефикасност и отварање на зелени работни места, посебно во индустријата и намалување на невработеноста. Демократската обнова на Македонија, освен за град Скопје, своји советнички листи има и во 7 скопски општини, односно во општините Центар, Киселавода, Ѓорче Петров, Аеродром, Газибаба, Карпош и во општина Бутел. Небојша Давидовски, кандидатот за градоначалник на општина Карпош од Социјалдемократската унија, денеска промовираше предизборната кампања. Андре Петров вети легализација на девоградбите во зградите во општина Карпош по 1 евро,
А Јагнула Куновска најави изградба на спортско-рекреативен комплекс во продолжение на спортската сала Борис Рајковски. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на Социјалдемократската унија Нивојша Давидовски денеска ја промовираше неговата предизборна кампања, при што истакна дека посебно внимание ќе посвети на руралниот развој, како и на комуналните дејности, културата, спортот, образованието и социјалната и здравствена заштита. Во Карпош нудам да се формираат служби кои ќе им овозможат на своите граѓани да избегнат бирократската процедура, гарантирање на приватната собственост и рестартирање на уништените капацитети и отворање на нови со цел ангажирање на работна сила и намалување на невработеноста. Мора да водиме сметка и за заштита на животната средина во Карпош, да не дозволиме да дојде до загадување, а веќе има некои мерни единици каде што загадувањето е повеќе него што е предвиденото. Андреј Петров, кандидатот за градоначалник на општина Карпош од СДСМ, најави еднаков третман при легализацијата на дивоградбите за сите граѓани од Карпош 1 до Карпош 4. Во постапките за легализација на овие доградби нема да дозволам различен третман од останатите објекти за домување, каде што легализацијата е по 1 евро за метар квадратен, изјави Петров. На ова пак реагираше ВМРО ДПМНЕ, додека СДСМ беше на власт, 360.000 семејства живееја во домови без регулиран статус, така наречени дивоградби, наведува ВМРО ДПМНЕ во реакцијата на изјава на кандидатот за градоначалник на СДСМ за Карпош Андреј Петров. Поред ВМРО ДПМНЕ, СДСМ ништо не направила за да им помогне на овие граѓани. Од друга страна пак Јагнула Куновска најави реновирање на градската општа болница 8 септември, проект кој ќе се реализира со поддршка од владата и изградба на спортско-рекреативен и туристички комплекс во продолжение од спортската арена Борис Рајковски. Последниот прилог информирајте се за делот културно-забавните случувања вечерва во Скопје. На сцената во Македонската опера и балет вечерва од 20 часот се изведува познатиот балет од Адолф Адам Жизел. Балетот Жизел е романтично-фантастичен балет во два чина. Од неговата праизведба во Париз во 1841 година па до денес, тоа е еден од ретките балети кои има непрекината традиција на изведување. Представата Приказни од ходникот на театарот Сенки и облаци се изведува вечерва во МКЦ од 20 часот. Представата Приказни од ходникот на забавен начин ќе зголеми свеста кај младите за начините на пренесување на ХИВ-СИДА, сексуално преносливите болести и правилна заштита од истите. Представата Ромео и Џулиета од Вилијам Шекспир се изведува вечерва од 20 часот во Македонскиот народен театар. Представата е во режија на Лилија Баџиева. Од 20 часот во Драмскиот театар се изведува представата Ах, љубов моја, театар комедија, од авторот и режисер Коле Ангеловски. Од 20 часот во Кинотека на Македонија се прикажува филмот Долина над свеќињата. Дејствието на филмот се одвива на највисоките премини на Химелаите, каде владеат Џалан и неговата банда заработувајќи си голебот преку ограбување на случајните патници. Таквите грабежи за нив се рутина се додека кај нив не пристигне мистериозната ушна која патувала со карвана аџии. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Тимовите на Барселона и Галатасарај се пласира во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Актуел, Македонија на Евровизија ќе оди со Gypsy Steel. Тимовите на Барселона и Галатасарај се пласира во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Ова е само една од вестите кои што следуваат веднаш по рекламите.